За македонското правосудство речи се и да нема надеж. Експертите алармираат дека овој сектор е толку компромитиран од политички фактори што просто е невозможно да се почувствуваат резултати дури и ако се спроведат сериозни реформи. Но најголем проблем на кој постојано укажуваат и Брисел и Вашингтон е тоа што власта не е посветена на темелни промени. Европската унија и другите стратешки партнери на Македонија залудно инвестираат кога резултатите се разочарувачки. Последната опомена на оваа тема беше од евроамбасадорот Дейвид Гир, а според познавачите, нивните реакции се оправдани. Проблемот е во нас дефинитивно. Точно е констатацијата дека Европската унија и другите наши стратешки партнери, така да речам, не години, туку децении инвестираат во нашето правосудство и резултатите се разочарувачки. Во рамки на нашата фела, да речам, поразувачка е состојбата со нивото на интегритет кај колегите кои што се правосудни функционери, суди и обвинители. И додека власта се оптимизам и амбициозно најавува дека Македонија до 2030 година ќе стане членка на Европската унија, молчи за несработеното дома. Се поизвестно е дека билатералниот скрининг на тема правосудство и фундаментални вредности ќе даде лоши резултати, бидејќи правосудниот систем во континуитет е на удар. Само последниве неколку месеци се случија неколку скандали за кои замерија повеќето европски представници. За контроверзниот избор на Исламабази за нов шеф на организиран криминал и корупција реагираше дури и амбасадорката на САД. Дека правосудството тоне, доказа и скандалот со синот на Талат Џафери, кој си го положил правосудниот испит уште пред да го заврши потребното високо образование. Барлет Џафери успеал да ја најде дупката во законот, да полага правосуден испит пред да се стекне со 300 кредити на правни студии. Аплицирал во Академијата за судии и јавни обвинители и станал ученик во 7-та генерација. Според Димовски, вакви случаи со спорно образование има многу, но никој не презема ништо. Политиката замешала прсти и во тој аспект. Практично нема една работа која што сме пробале да ја направиме, а да не е узурпирана од страна на политичките фактори и да е искомпрометирана од истите. Така што надеж не гледаме. По сомнежот и критиките за политичко влијание во изборот на Исламабази и по повлекувањето на 2 кандидатури за избор на шеф на Скопското висше јавно обвинителство. Последна во низата што го сврте вниманието кон правосудството е Павлина Црвенковска. Таа поднесе неотповиклива оставка од функцијата председател на Судскиот совет, поради како што наведе притисоци од судско бизнис елитата.